28. април, znači minati od vikend, se održa državen nadprev po informatika na institut od Finki. I tamo našето училище успешно се представи со тројца учесници кои се пласираа за надпреварот. Освен тоа, сите се вратија со награди. Морам да спомнам прво дека овој надпревар по информатика не е за некаква вештина или нешто слично, туку станува збор за она што е всушност вистинска информатика, програмирање. И можам да кажам дека тимот одлично се представи со тоа што двајца ученици освоија трето место, еден ученик второ и понатаму се пласираше за понатамошните елиминации, тоа е за формирање на екипа која би ја представувала државата во странство. Исто така морам да ги пофалам учениците бидејќи сите освоија стипендии од Финки во износ од 800 евра, кои што практично нивното школување на тој факултет би било бесплатно. Тешка ли беше соработката со учениците? Дали беше тешко да се обучат? Не, значи учениците се доста самостални. Јас им давав насоки, каква литература да користат, што да учат. Се разбира, им помагав кога има некој проблем и тоа е. Воопшто не е проблем да се соработува со такви паметни деца. Значи на преварот што се одржа во саботата, јас по програмирање, јас ја освоив втората награда и со тоа обезбедив пласман на Олимпијадата, од кај што ќе се бира тимот за кој ќе ја представи Македонија на светските и балканските надпревари. Земајќи во обзир дека ова ми беше прва година што се занимавам со програмирање, ова за мене е огромен успех и се надам дека ќе продолжам со такви успеси. Овој надпревар стоеше од 4 задачи, кои што се проблеми од секојдневниот живот и со помош на компјутерот ние пишуваме алгоритми за да се добие точен за тој проблем да се реши. Ние решававме 4 задачи кои беа нели проблеми од секојдневниот живот. Јас го освоив третото место, решив во програмскиот јазик Pascal. Со оглед на тоа што ова ми е втора година што учествувам, минатата година се подготвувавме, но ова година беше малку поинтензивно подготвување. Искрено не очекував оваа награда, затоа сум презадоволна. Учесник на државниот надпревар по програмирање и сум еден од 60-тите учесници на овој надпревар. Го освоив третото место и се здобив како и останатите од нашето училиште со стипендија од Финки од износ од 800 евра. Надпреварот се одвиваше во 3 категории. Ние бевме во втората категорија и нашето училиште покажа многу висок пласман, враќајќи се со 3 освоени награди и се разбира учесник кој ќе продолжи во понатамошните елиминации.